Почитувани, градежната сезона во Прилеп е при крај, а локалната самоуправа не може да се пофали со ниту еден поголем проект. Ама затоа, на неколку дена пред референдумот, активно работи на бришењето на македонскиот народ и историја. Пред само неколку дена на терен се започнати градежните активности во населбата Тризла, на местото наречено Трибагреми. Заради тоа, бараме градоначалникот Јовановски да објасни со какви градежни активности станува збор и дали има основен проект за истите, план, програма и одобрение за градба или повторно ги заобиколувате законите. Исто така прашуваме, на кој начин е изградена нисконапонската мрежа во местото Трибагреми, а сите знаеме дека тој дел од населбата Тризла се уште нема детален урбанистички план. Господине Јовановски, и сите во секторот за урбанизам и градежништво при општина Прилеп, кој дал налог на фирмата изведувач да работи на терен? Односно, ако е даден налог за работа, кој одлучивте да го потпиши и го жртвувавте да одговара за сторено кривично дело? Дали градоначалникот или некој во општината може да се осмели да даде одобрение за градење онаму каде што нема услови за тоа? Одговорите на овие прашања треба да ги знае целата прилепска јавност, затоа што одговорност мора да има. Одговорност ќе има и за тој што во случајов ги прекршува законите. Да ве подсетиме дека во населбата Тризла, местото Трибагреми, нема ни детален урбанистички план, ниту генерален урбанистички план. Иако Илија Јовановски со своето доаѓање на градоначалничката функција вети дека ќе има целосна урбанизација во оваа населба, чесно е да признае дека деталниот план не е ни започнат да се прави. Треба да одговорите дали граѓаните од населбата Тризла ќе имаат проблем со напојувањето на струја точно за време на грејната сезона. Дали, ако не дај Боже, се случи некаква хаварија, овој проект кој е дива градба, ќе го третирате како дива градба и за тоа ќе ги обвините самите жители на оваа населба. Дали и како општината спроведува проекти кои не се поддржани со соодветна документација? Или решени сте сето ова да го прескокнете свесно и да направите кривични дела за кои следува затворска казна? Само да успеете во уцената да ги натерате луѓето да излезат да го поддржат договорот за промена на името. ВМРО ДПМН апелира до надлежните институции и инспекции да утврдат дали општина Прилеп ги почитува законите и процедурите. Ви благодарам.